Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Има некој сценарио во сето ова, во оваа двегодишна криза во која што е заглавена земјата, и тој некој, така, во наводници, што стои за сета ова работа, еве некои гледаме во јавноста го нарекуваат сценарист, некои го нарекуваат како чадорот. Јас во моите така настапи го употребувам терминот зверот. Значи тој некој зверот кој стои за сета ова работа го смислил тоа сценарио, и според мене тоа сценарио веќе се одвиваше во неколку фази. Првата фаза беше да ја потсетам јавноста пред некаде повеќе од 2 години, кога во јавноста излезе тој проект, таа фамозна анализа на рамковниот договор, кој што зверот преку Дуи ја нареча од Питер Фейт да изработи таа анализа за рамковниот договор, за потребите на секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, во кој што требаше да се даде таа анализа. Сега ако се погледне внимателно таа анализа, тогаш ќе се види дека сите точки се поклопуваат со точките од сегашната платформа која што беше склучена во Тирана. Значи тоа е едно пресликување на таа анализа. Сега за среќа тогаш македонските власти ја спречија да заживее таа анализа. Таа анализа не го виде светлото на денот, и како што страмежливо беше најавена, така и страмежливо беше си замина од сцената. Понатаму во втората фаза зверот го измисли диво населје во Куманово, со цел да се скрши македонскиот народ. Меѓутоа и во тој случај македонските безбедносни сили беа на висината на задачата и го спречија, го осуетоа тој обид, значи на зверот преку диво населје да се предизвикаат тие тензии со цел да се постигне ова што сега се бара. И откога во овие условно да ги кажам, во овие 2 фази не успеа тоа сценарио на зверот, тогаш најверојатно се донела некоја одлука да се промени тој стратешки пристап, како да се скршат Македонија и македонците, и тогаш најверојатно дошле до заклучок дека не може тоа да го реализираат со албанска партија. И најверојатно зверот тогаш поаѓа од претпоставки дека тој момент може да го реализира само со македонска партија во таа фаза. И од тука таа преводна фаза беше на 11 декември. Со изборите, кога зверот, условно кажано пак, значи истори голем број финансиски средства, ги купи тие албански гласови, и еве гледаме дека сега шансите се изгледни да го оствари сценариото преку македонска партија. Значи да повторам, откако се види дека со албанска партија тоа не може да се реализира, значи тргна со македонска партија, и еве веќе опипливи се тие првични резултати да се реализира тоа страшно сценарио за редефинирање на државата и за рушење на Македонија. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија.